Добро, гледайте, Соединетите Американски држави се наш стратешки партнер. И тие, откако ги исцрпија сите дипломатски механизми на преговори, настапија кон таков еден напад координиран и сметам дека таквиот напад и се што се прави е во истиот контекст како што се направи интервенцијата во Венецуела, а тоа е за доброто на иранскиот народ и како што беше за доброто на народот во Венецуела. Секако дека уследниот период од тоа што пратам, од тоа што анализираме, се очекува да има и деескалација на работите. Меѓутоа, добро е да се каже дека Соединетите Американски држави, као наш стратешки партнер, треба да знаат дека овде, во нашава земја, има власт со многу слични карактеристики на тие авторитарни режими со кои тие се справуваат. Зошто? Имаме власт и премиер кој што ја бутка земјата во изолација, при тоа знаејќи дека е во стратешки интереси на Соединетите Американски држави интеграцијата во Европа и на нашава земја и на целиот регион. Понатаму, оваа власт има отворени контакти со Путин преку контактите на вице-премиерот со нокните волци. Внимавајте, вториот човек на владата не ги крие контактите со нокните волци, луѓе блиски на рускиот претседател Путин. Понатаму, што да се каже за влијанието во правосудството? Целосна и тотална партизација. Премиерот именува, назначува и елиминира обвинители на телевизија. Владиниот портпарол соопштува судски одлуки на телевизија, кои што не се претходно никаде објавени. Очигледно е влијанието и партизирањето на судството. Што да се каже за враќањето на бегалецот Артан Груби? Такви политички договори во кои што судството и обвинителството се послушници никому не носат добро. Уште премиерот фареше да го пречека Артан Груби на граница. Ова власт кумува на трансферо на 5 тони дрога преку граница. 5 тони дрога не може да се пренесат без знаење на власта, без структурите во царината и без структурите во полицијата. Ова власт го гуши, ја гуши слободата на говорот. Прво влијае има своја мрежа на медиуми, преку кои што шири лажни вести, отцрнува, дискредитира и така натаму, спинува, понатаму носи резолуции во парламентот со кој што укажува што опозицијата може, а што не може да зборува, и сето ова се карактеристики на такви корумпирани режими со какви Соединетите Американски држави во последниот период се справува. Што да се каже за корупцијата, за која што е и претходно зборе. Стотици тендери само за фирми блиски до врвот на ВМРО ДПМН. Така да, имаме работа со еден, би рекол, терминално неспособен премиер, терминално неспособна влада, кој што нема ниту капацитет, ниту знаење, ниту визија на каде ја вода државата и се интересираат само за сопствениот интерес. Во однос на Советот за безбедност, добро е да се разговара, меѓу другото, добро е претседателката да покрене и темата зашто од која она врховен командант на армијата има шуга по касарните. Господине Филипче, во овој ваш одговор, дали тоа значи некој апел, повик до САД за некаква реакција кај нас или само коментар за случувањето? Ова што го кажувате. Добро, ние сме земја членка на НАТО и јас верувам дека на тоа ниво се прават координации. И многу прашања, особено за враќањето на Артан Груби. Беа можност да се соочите со владата на противнички прашања во собранието. Меѓутоа, опозицијата за прв пат во полово време воопшто не постави такви прашања, но не бараше одговори. Беа спомнувани, меѓутоа не беше баран никаков одговор зошто, како тоа се случило и евентуално се соочат тие тврдења и докази за наместеност на враќањето со владата која тврди спротивно. Зошто изборот е таков пат? А на кое прашање до премиерот вие сте слушнале конкретен одговор? Се е дефокус и се е бегање од темата. На прашањето кое што јас го поставив, кој е Душан Адамовиќ, новопоставениот конзул на Македонија во Србија, премиерот не одговори. Избегна да одговори. Поради тоа што одговорот не му одговара. Секогаш е дефокус. Харис Џиновиќ, Дубај,
плажа, тоа одговара премиерот, недоличен речник и начин на коментирање, човек што ја води владата и државата. Еве ги прашањата за Артан Груби, ние ги поставуваме од моментот кога дојде, еве и сега ги поставам. Како е можно да на тој начин се врати бегалец од правдата, да го пречекаат камери, да го пречека специјална полиција и да оди во домашен притвор? Сте слушнали ли одговор од ВМРО ДПМН? Не, ниту ќе слушнете, поради тоа што има договор. Тоа е вистината.